Совет и 23. Почитувани присутни, денеска врз основа на вонредната состојба која се случи поради временските услови, свикан е штабот за заштита и спасување, каде што ќе ви информираме за превземените мерки во текот на денешниот ден за справување со состојбата која ја затекна општина Куманово. Во присутни овдека се сите надлежни органи кои се во врска со превземање на мерките што се поднос на заштита и спасување. Во тек е најавено ни е присуство и на председателот на Совет и уште директорите на јавните предпријатија кои се веќе на терен и се справуваат со одредени состојби кои се хитни за моменталната состојба. Можеме да ве запознаеме, во текот на денешниот ден превземавме мерки во однос на набавка на одредени материјални средства кои се потребни за санирање на штетите кои настана од поплавите, а тоа се насипите покрај речното корито и во тек е набавката за пумпи, каде што ќе можеме да интензивираме работа со справување на поплавените објекти. Во таа насока го поздравуваме и присуството на председателот, веќе ви најавив дека ќе закасни, ќе дојде во тек на овој состанок. Во тек и набавката на основните средства, на материјалните средства кои ќе допринесат со справување на веќе најавената состојба што се очекува во текот на вечерашна и на вечерашните часеви да се случи пообилни врнежи, така што сметаме дека општината ќе се справи со овие состојби. Во сега му давам збор на градоначалникот да ви се обрати. Повелете, градоначалник. Почитувани представници на медиуми, бидејќи прогнозата не ни е наклонета, имаме дека прогноза која зборува дека ќе има во наредните 24 сата врнежи кои можеби ќе допринесат до зголемување речно корито. Опасноста е негде на релација кај водовод Куманово, бидејќи тука од разбирливи причини, ради узурпација од ромското население во појасот Седорек, имаме стеснување на корито, кое ретроградно го зголемува нивото на реката од негде од мостот на Доне Божинов нагоре, и тука имаме изливање во локалитетот Водовод, па има изливање Никола Тесла, а доле имаме кај Добрашани изливање од разбирливи причини, бидејќи има ниска денивелација и особено со изградбата на пречистителна станица и цевководот кој го стеснува мостот, прави исто така голема брана и изливање во тој дел на градот. Кажа дека денеска уток на ден се донесени вречи, донесени песок. Ние од неколку наврати имаме набавено песок и летниот период, кога имаше опасност од изливање речното корито, меѓутоа во моментот тоа не е најакутна состојба, тоа ќе биде само некоја дел од превенција. Имаме, добиено, пуштено согласност за набавка на 4 пумпи и што ќе се изголеми оперативната моќ на противпожарната заедница, противпожарната служба, и ќе бидат вклучени и ЈП вода и ЈП чистота. И најбитно е, само очекуваме дека со првото подобрување ќе се влезе у согласност, еве сега разговарав со Горан од Агенцијата за кризи, дека ќе поднесеме барање за влегување во речно корито, бидејќи тоа е надлежност на дирекција на транспорт и врски, животна средина и просторно планирање, ќе пуштиме барање за да можеме да интервенираме со поголем багер за формирање насип од другата страна. Тоа е еден дел и мислам дека ЈП чистота утек на утрешниот или предутрешниот ден, зависно од временските услови, барем оние поголеми стабла кои прават препрека во речното корито бидат отклонети. Исто така ќе имаме барање до Шумско да интервенира во насока на сечење на тие
стабла кои се диво израстати и кои се дел од регулација на тоа речно коридор, која не е надлежност на локална самоуправа и сами знаете дека тоа е под Агенцијата за води, под просторно планирање и надлежност на влада на Република Македонија. Меѓутоа, без разлика на се, ние мора да имаме соработка, ова е воредна состојба, имаме оштетување на доста голем број домакинства, уште немаме потреба од збринување на поплавени фамилии, како што беа во минатиот период, кога имаме над 150-200 семејства кои ги спрестуваме. Меѓутоа, во овој момент најакутен проблем е набавка на тие пумпи. Сме во договор со фирмата која е за тековно одржување, летно одржување и реконструкција на патна инфраструктура да ни даде на услуга една поголема машина за да можеме да интервенираме колку ни е дозволено, бидејќи таму имаме узурпација, огромна узурпација баш на тој дел. И тоа ќе биде мачно да го реализираме, меѓутоа ќе мораме нешто да интервенираме во таа насока и се надевам дека колку толку ќе го расчистиме тој дел. Имаме среќа да у големите поплави во Македонија немаме ни изливање речно корито, меѓутоа сега дали е ради големата вегетација, ради дрвјата, ради постојано проширување од делот Оселорек, направија големи штети на Никола Тесла пред се, имаме таму големи штети на тој дел, е трети пат за 2 години имаме големи штети на голем број на семејства, таму имаме околу 400-500 куќи кои се потенцијална опасност за подземно изливање, подруми, а може би првиот спрат. Исто така згради на локалитет Водовод се во голема опасност. Мислам дека овие превентивни мерки што сме ги презеле ќе дадат делумно резултати, а за целосно регулирање мора во содејство со надлежните органи на државата да го регулираме тој дел на речното корито. Мислам дека ќе бидеме во постојана комуникација со сите релевантни чинители на кризниот штаб. Денеска одма ќе биде упатено барање, утре сабајле мислим дека ќе биде пуштено по мејл за да се дозволи интервенција во речното корито, а исто така ќе бидеме со владите од Шумско, ако можеме што порано да влеземе и да ги останиме тие стабла кои исто така се проблем во регулирање на речното корито. Мислам дека во овој момент немаме некои други активни случувања, ако дојде до големо изливање, тоа ќе имаме друг проблем да ги се расениме тие лица, да ги одведеме во некои спестувачки капацитети, за тоа правиме просторни можности